Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Следува уште едно издание на Скопје Але и имаме нов гостин. И имаме невообичаено место на среќавање. Ти реков врвки кај врвки. Лилјакови, не. Лилјакови? Зелени, не. Зелени, не. Жолти на тоа. Жолто има такво? Жолто, еве жолтото. Таква. Таква е, Мартин, таква е. Или така. Чекај бе, шо приш ти? Ајди таму кај Петер на сега. Абе, Мартин го барам. Мартин си ти? Што правиш, бе, Мартин? Добре, врвки да си купам за патike. Да. Кажи ми, овој дел ти е убав ваков? Да, овој ми е убав, пошто ограден нема коли, можеш малце да се прошеташ, подсетува малце на велеградовите, каде што можеш пешки да се прошеташ, не е многу широчко, нели? Меѓутоа е убаво да има кафиче, да седнеш да се напиеш кафенце, лимунада, прошеташ по дуќаниве, си отидеш тука, направиш 2 круга. Добро, и да си купиш тоа е врвки. тоа. Мада ми фали таа калдрмата, ама сега тоа е, да. И тоа има рок на траење, нели? Да, си има рок на траење. Кафе кај ќе пиеме? Ќе пиеме у Пелистар. Ајде бе. Пелистар, нормално. Да, ако не у Пелистар. Така е. Мартин, сега сме пред Пилистар и како на асфалтот на баш. асфалт, на жижок асфалт. Да. Мобетот ми е колку пати во животот ти се случило вака кога треба нешто да снимаш и да биде вака пикол на време. Обично избегавам. Да. Добро. Мислам ги бирате најтоплите денови, па среќа 12 на плане, да, и така убаво сонцето кога е најгоре. Да, па после на пресадување коса ќе треба да идеме. Ама ќе изгубиме некој килограм, Мартин? Не, веруј ми, не. Не е така? Не е до тоа. Се чвариш на плажа, нон-стоп, па пак си истиот. Па ништо. Да. Добро, значи не си снимал на вакво време. Не, сум снимал, види. Овие снимања што ние ги имавме као деца, снимавме па скоро 2 месеци во Охрид. На сонце, плажи, све. Меѓутоа тоа бевме деца, нели? Полесно издржувавме на сонце, така. Да. Сум снимал на топло време, сум снимал не знам, и големи и мали, исто имавме у Мажермало некои сцени кои што ги снимавме исто на топло време, на сонце, на све. Во суштина не ми смета сонце, ама кога е вака највисоко, да. Нели, кога треба да седиш и да разговараш, видиш нешто културно, видиш. Да. Фин, да. Се враќаме во детство или се враќаме на местото каде што си роден и израснат, веројатно? Не, чудно е кај мене. Јас сум роден у Висбаден, Германија. Здраво, јас сум Катерина. Гутен Даг. Не знам германски. Добро. Се трудам. Добро. Јас сум роден у Висбаден и као дете сум дојден на овдека во Скопје. Да. Израснат сум во кисела вода. Значи, киселоводжанско дете што се вика. Супер. Израснав на кривината на 24-ка, така ја знаат, на времето беше Славија, па после уште неколку маркети се отворија и специфично беше тоа што беше огромна самопослуга и напред пред самопослугата имаше некое запче. Добро. Кое што го користевме нормално за седење. Сите деца од мало се собиравме пред самопослуга. Тоа беше некоја традиција каде што нели и постарите ја препишавме таа традиција и ќе се соберат постари, помлади, па ќе не праќаат по цигари, па ќе не праќаат по сок, па не знам по ова пона. Го имаше тој дух на скопско мало. Како проаѓаат генерации, да речеме ние што сме биле мали, ние сме пораснале, па дошле нови деца, па ние сме ги праќале по цигари и така. Тоа е ти
и ова го има. Да, у Скопје сме. Скопје У Скопје сме. Добро. Така да, не знам, тоа мало ми остана у срце. Многу деца имаше. Се сеќаваш пријателци со некој од нив си? Со сите, да. Сериозно? Да. Па супер е тоа кога Углавном сите се останати во тоа мало, а тие што не се останати се гледаме. Да, Јас сум после префрлен малце погоре во Пржино, сега сум моментално, меѓутоа сакал неќел морам да пројдам низ моја мала. Да. Моите живеат таму. Така е, да. Се уште. Да. Значи во куќа израсна, така? Да, во куќа, во куќа. Како е во куќа? Сега си повторно во куќа? Повторно во куќа, да. Добро, значи ти не би заменил куќа со стан? Не. Никогаш си имал обид да биде шалтање во стан? Не, види, кога живее во Белград, исто живее во куќа, па после се пресели во стан и сватив дека стан не е за мене, дека е премногу мали, ме гуши и се тоа. Да. Мора да има дворче, мора да има. Мора да има, да, нешто да се чепка по дома, да се работи. Кога сме ке чепкање по дома, имаш време вамо кај тебе горе да чепкаш? Имаш нешто насадено, не? Не за садење, јас зборам нешто да си работиш, да швајцуеш, да... И такви нешта има. Па да поправиш ова, па да поправиш она, па моторот да си го средиш, да си го испереш, разбираш, кола, си тие работи. Да. Така да, ти кажам, ипак сум во некој Стари Мала, цел живот живеам во Скопје, во Стари Мала, и навистина ми фали што денеска децата не го практикуваат тоа, него се сите затворени да дома. Да се дружат пред зграда или пред куќа или послуга. пред послуга, пред како и да е, да. Сега имаше тамо една банда во Кисела Вода. Да, имаше. Не си бил кумот, ама имало гласање, ајде да чуем. Ние од школа, ја учев во Кирил Пејчиновиќ. И од школа, у тоа време така се живееше. Види, у тоа време се собиравме банди, за да бидеш сигурен да не ти истепаат банди од следното мало или од следното мало. Добро. Пошто ние циркулиравме обично со точаци. Јас со точак сум идел, ама баш низ цело Скопје. Кај мене на улица, на Димо Хаджидимов, како деца игравме фудбал на улица. Кола проаѓаше еднаш на 20 минути. Нема да им биде јасно на овие генерации сега ништо. Така, кола проаѓаше еднаш на 20 минути ќе пројде кола, еднаш на саат време автобус. Така. Ние игравме на улица и пошто е права дугачка улицата, тогаш не се возеше ни брзо ни ништо. Ќе се повлечеме. Добра. Ќе пројде колата пак или сервис или фудбал. Имавме мали голчиња, карши гаражите. Имаше гаражи, па игравме таму. Значи не беше толку изградено Скопје. Ние со точаци сегде се движевме. И што беше битно? Битно беше да направиме некоја банда од школа и некаде, ама многу луѓе се собраа. Како многу, колку е? Негде околу, да не претрагава 70 луѓе. Се викавме трудни мравки. Добро, многу е важно ова трудни мравки. Да. Зошто трудни мравки, Марти? Никој не знае. Никој не знае. Веројатно дека бевме многу. Добро. А трудни бевме, не знам зашто бевме трудни мравки. Имавме кодекс на облекување. Ајде. Чекај малце, за кое време збориме? Ова сум основно пето оделение. Одлично, добро. Со кодекс на облекување, ова. Со кодекс на облекување, значи мора да носиш бела мајца, по кратки ракави. Добро. Врз незе црна мајца на прерамки. Каков е овој кодекс на облекување? Тоа е, ако сакаш да видиш трудна мравка, мора така да се облекаш. И ти викам дома и викаш морам бела мајчка и црна мајчка на прерамки и 1,10 да ми купите. Така. И си имаш си вод. Значи идеш, излагаш така облечен. Имаше некој што беше воđак по скопски, како да кажам, некој што вака ве водеше во тој тип. Бевте сите од прилика таа возраст или имаше и поголеми и помали како? Не, ние бевме децата, големите имаат сериозни банди таму. Они сериозно со банди се замара. Големите имаат сериозни банди таму, проблематични банди да не кажам. И ние бевме углавно мали. Види, немаше некој воđа да кажеш воđа на банда. Да. Баш лабаво беше. Ајде идеме, седиме. Шо правиш? По што беа познати тие трудни мравки? По тоа што знаева да направат по некоја белја тука и таму. Например, шо прават? Па не знам, да се степаат со некој друго мало. Па не знам да им ги земат точаците на други деца. На други деца, ме разбираш? Ќе ги повозиш и ги враќаш? Не, после доаѓаа со татковци и си ги зимаа.
Да, мислам, ние си ги остававме, ќе се повозиме. Детски работи. Детски работи, да. Добро, во фудбал беше добар, во што беше добар на таа Димо Хаджидимов? Види, не сум љубител на спортови, што се гледа по мене. Меѓутоа баскет знаев да свртам, пошто немаше многу трчање. Фудбал играв колку да се рече, ајде, со друштво и обично сакав на гол да оставам. Да немам ја трчање наваму натаму. Да не се замарам. Да. Така да спортови не поишепев по шетање, да ти кажам право. Шетање, кај шеташе, Мартин? И до градски парк, па назад, па ќе до очак, па... Тогаш баш почна и детско-драмско студио. И тогаш со автобус идев од од кисела вода до Тафталиџа. Кажи ми само кој те однесе? Баба ми. Баба ми. Некој го вида талентот кај Марко, што правеше дома? Веројатно си глумел ти по дома. Не, идев на карате, идев на клавир, меѓутоа ништо не ме влечеше од тоа. И на телевизија имаше оглас за аудиција за детско-драмско студио. Ајде, кидам да видам, тоа беше уствари представено како гласови кои што ги снимаат радио емисиите за деца. Добро. Ја од мал имам специфичен глас. Да. И отидов таму. Таков баш, таков како? Па да, малце. Да. Да, тоа ми од полипите сега, поново. Да, сега знам. Да. И отидовме со баба ми, ме однесе таму на аудиција. Влегов, поминав на аудиција, Софија се јави и почнав редовно да сидам таму и значи види 2 пати неделно, саат време вожње натаму, саат на 2 таму, 4 сати ти 2 дена ти идат. Да. И немав многу време за спорт. Да. Затоа не спортувам. А имаше време за учење? Да. Имаш? Да. Добро, јас се сикавам, мислам, во Јосип Брос, јас се сикам една случка со Гордана Ѓурчиновска, ама чекај, тоа е рано сега уште. Да, рано сме за таму. Да, рано сме за до таму. За таа фаза. Да. Тогаш беше више познат. Да, види, ја од мал сум по телевизија и од мал сум познат. Да. Втората смена ја снимав во 5-то одделение. Во 5-то? Да. Така, или 4-то. Такво нешто беше. Добро. Втората смена тогаш ја снимавме и од тогаш станав Николчен из град. Значи, ја ностоп циркулирав низ центар, се движев и сите ми викаа Николче. Се зврташе више на Николче, така? Да. Шо да правам? Да. После тоа... Имаше? Ти пишуваа писма? Леле, човек, да. Да. До Николче, веројатно? До Николче ми стига и во телевизија и дома ми стига. Сериозно? Да. Писма ми стига. Сега ние како група на детско-драмско студио комунициравме преку писма. Опа, добри сме, тука сме. Комунициравме преку писма со другиве деца од цела Југославија, екс. И јас со една Тања од Словенија многу се запишував. Се запишува? Да, бе, тоа писма, тоа праќање, тоа слики праќање. Разбираш, слика, нема тоа ништо, него сликата унутра и да чао. не се сретнавте на Јадранско? Да. Се сретнавме на Јадранско, имаше нека конференција на сите студија во Шибеник. Добро. И таму бевме, и кога влеговме и нели се упознаваме во една голема сала сите, и ја гледам, нели она плавичка со кратка коса, со плави очи, све супер. И излезе Вики и рече ова е македонскиот Дон Жуан, и ова само вака ме погледна, ја и ми ги расипа шансите тука. Од старт, демек. Вики да ми направи демек подобро. Да, те зизна. Ово е жени, ово е ова, на Дон Жуан. Ништо со Словенка? Ништо, седевме на плажа, се државме за рака, па деца бевме, да. Шо има врска? Да, комунициравме уште некоја година после тоа. Да, комунициравме по писмо и едно време се изгубивме. Она сватила дека ти си Дон Жуан. Не, она сватила дека јас сум фино, културно, паметно воспитано момче. Мартин, која беше првата љубов таква детска? Па може таа да беше. Таа беше? Да, може да беше таа, да. Добро. А те сака во оделинија сите девојки? Превише си мал, да за да знаеш или да дали те сватиш, сака. или дека... Сигурно сум бил нечија симпатија, меѓутоа, не знам, мали сме биле бе тогаш, што знам, и од други оделенија девојчиња. Имало, не е дека немало. Да. Мислам, у тоа време
Николче беше Николче. Да. Идеме реални, сега сите сакаа со него да се видат. Да се... Така е. Чекај, каде го снимавте тоа? Во Охрид. Во Охрид. А што се снимаше во Хром? Во Хром големи и мали. А, големи и мали. Да, тука сум више поголем. Поголем Тука сум, си? да, тука е 2000-та негде. Добро. А тогаш работев и 99 Action и ова го работев. големи има. Да. И кај фоте наш да ме офарба за 99 Action, меѓутоа да ја запамти фарбата, да ми ја врати истата боја за, да речеме, снимав 2 недели 99 Action, 2 недели големи и мали. И сега шарен, па кафеав, па културно дете. Па пак 99, па пак културно дете. Да. Убави Во Хром, времиња, на што да. засекаваш? Големи и мали снимања? Види, у Хром снимавме Маџар мало исто. Оние сцени кога доаѓам Стево кога доаѓа во... Добро. Значи, ги снимавме тие сцени во Маџар мало, таму со коли ме прскаа, нели, ги ме такси, тога ги упознав сите. А во Хром фактички ги снимавме становите. Значи, знаеш, тоа си е све раскадрирано, немаше децава кога снима, ја обично не се појавував таму, затоа што сите сцени ни беа одделни. И сега ние, да речеме, снимаме денеска 4 сцени, ја, тетка Донка, знаеш, сите тие. Така да не беше тоа, ајде сега, као... Заедно, па нешто како ние што го замислуваме тоа. Не беше тоа, да, како втората смена. Втората смена сите деца бевме таму, и дење, и ноќе, и се снимаше, и се правеше све. И тоа беше друг тип на снимање, ова беше друг тип на снимање. А зошто после не изврак глума? Затоа што, не знам, економија. Економија отиде. Да. Јосип Брос избра. Добро, а Јосип Да, Брос е Јосип некоја Брос, да, гимназија беше тогаш, така. После на факултет за драмски. Така. Ме одбија на драмски една година. Сериозен си? Да, и запишав. Беше со некого или? Па се подготвував, да, не знам со кој професор се подготвував, меѓутоа у тоа време Детско драмско студио беше во Скар со... Знам, да. Оние што се во Детско драмско студио нема да ги примиме на факултет. Така беше моја. Така беше, да. Тоа. И уствари тоа беше као под изговор нас не ни требаат готови глумци, нас ни треба суровина, ние да си направиме. Да, ние да си се задаме. И за тоа. И можеби тоа е подобро затоа што у тој период па до пред некоја година чинам глумците беа утепани скроз. Да. Утепани беа скроз, така да... Значи не би извел секако глума во тој период, а? Не, и сега не би избрал. Не би избрал повторно, да. Децава имаат некакви амбиции, гледаш некој што има некакви жилби, барам да тргне по твојот пат? Знаеш како, малата пее и глуми. Меѓутоа оди на часови по пеење. Да, иде на часови по пеење, значи мајка и си ја носи редовно. Добро. Малиот Уречен на таа тема? Што? Да биде во тој свет на јавни личности. Еве јавна личност цел живот знаеш. Не, види, јас знаеш што, јас само седнав дома и реков вака. Значи, цел живот го работам тоа. Ако сака да биде звезда, мене нема да ме кошта ништо. Имам продукција, ќе направам 10 спота, 10 песни, кумот овој оној, ќе направам 10 песни. Да. Еве ги, имаш албум. На незини 8 години, ќе имаш албум. Меѓутоа, не е тоа начинот. Јас сум се борел сам и моите деца ќе се борат сами. Јас сум тука да им помогнам во секој случај. Меѓутоа, ако сакаш да бидеш пејачка, изволте на приватни часови кај професорка да научиш дишење, да научиш све стилови на пеење. А после ќе разговараме за песни. Значи прво научи се да не бидеш татина керка што ета. Она пее убаво, да, она пее убаво, меѓутоа треба некој да ја усмери и мора тоа. Малиот исто ако сака да он е уште мало, не 7 години, така да ако сака и он да иде на пеење, ќе иде на пеење. Ако сака да иде на глума, ќе иде на глума, нема да го ставам серија да прави. Него ќе опуштам кај Весна, кај Тони, ме разбираш? Нека учат. Ја, таткото е авторитет за други работи. Не е авторитет за да научат децата, ме разбираш? И полесно ми е. Прати го, чао. Така е. Да не го забораваме муабетот да искачаме. Значи, тоа време ние кога растевме и бивме во тој дел, да речеме, на адолесценција и пубертет и така натаму, веројатно беше најубавиот период за излегување во Скопје. Да. Значи,
булевар Јона, веројатно секој. Така да, ја види, измислил и видел и прво- мопикани, све тамо. Така да, Малибу, Малибу, централна Буњаковец, така, тоа беше меѓу првите места кај што изгледа. Ани, Бони, пирамида. Бони, Ани, пирамида. Мислам дека кога се бегаше, кај бегавте вие? Ние бегавме у Стефани. Ние да, у Стефан исто. Да. Исто, или Карши у Аеро на Векија, да. Ако не не совера. На Веки, ние бегавме на кафе, ја не пиев у тоа време. Ние знаевме по некоја Векија, да. Она. Имаше една женичка која што чисташе и таа ни правеше кафенца, пошто не беа Да, уште луѓето. не беа дојдени, така. Не, у Стефан исто бегавме од школа, Аеро, после тоа почнавме да се шетаме. Ама Јосиф Брос беше- Идевме многу со другарите овдека на оваа улица. На Македонија? Да, Добро. Карши ловец имаше гирици. Продава рибчиња, уфишеци продава. Не се сеќавам на тоа. Не А сеќа. у Крин, идеше у Крин на Кистан пире? Крин кога беше овде горе на спрат. Да, ма не сум идол. Не си дал? Добро. Тука за Главоев, на гирици. На гирици. На гирици, да. Да. Добро, а во Турска чаршија излагаше, имаше добри места и таму. Да, идев и од Турска, ама тоа е веќе кога подпркнав Така е, малце. кога Не. бе по 20 години. Така. Ова е средношколските денови, ти кажав, Централ. Добро. Тука тие места беа. Да. После тоа како почна да се шири, нели? Така Не и имаше проблем да влегуваш во дискотеки, сите те знаат. не, тоа никад не сум имал проблем на имаше врата. една грдо на луѓе од Па овие да, мавка. ние бевме друштво и друштвото заедно се излагаше. Ме разбираш, јас у тоа време бев цело време излезен низ град. Аха, исто колку искиснавме. Да. Така. Мейкап. Мейкап исто. Кристијан, многу. Така, Кристијан. И ги знаев луѓе што ги држат кафичите и сега кога се појавам на врата, Да. ме знаат сите, газдата и здраво, ајде влагајте, колку сте, толку сте, влагајте. Да. Така да не сум имал проблем. Мартин 99? Мартин 99 излезе од 99 Action. Значи прво бев Николче, па Стево, па после испадна Мартин 99 баш заради тоа што 99 Action беше една култна емисија што ја правевме. И од таму ми остана 99. И уште си Мартин. Ние е 99, Бици е 99, Бони е 99, ме разбирам, ни остана 99 тоа. Така е, Као да. 99. Во тоа време тешко или лесно беше пак да се продуцира таков тип на емисија? Тоа беше нешто ново во тој период. Не, види, многу беше захтевно. Да. Искрено да ти кажам, работевме нон-стоп. Јасно ми е. Затоа сега, што- од другата страна знаеш како изгледа Така, затоа што ние бевме углавном теренска емисија. Ние имавме само најави во студио. Све беше на терен. Сега ти на терен да договориш човек, да договориш мотор да ти дое, да договориш све. Серији што ги правевме, сценарио да напишеш, луѓе да најдеш, ме разбираш. У еден момент сите скопски градски фаци ги уплеткавме во емисијата. Така е. Значи да биде, да одглуми доктор, да одглуми, не знам, Што за- вагабон, да одглуми брат, сестра, ме разбираш? Така да, тоа беше интересен исто период, да кажам, од мојот живот. Да. После тоа више отидов. Ски заврши? Да. Заврши? Да, добро. завршив. И Да. по струка работам тоа. Тоа? Да. Сега ќе кажеш нешто. Да, после овие емисии, нели отидов в Белград живеев. Тоа сакам да направиме паралела никоја. Може да се направи паралела на животот овде и таму? На животот, не на изгледот. Не правиме муабет за изглед. Не. Зборуваме за Види, луѓето, зборуваме у за наше време, у Добро? наше време, луѓе од Србија доаѓаа да излагаат во Скопје. Тоа се сеќавам многу. Скопје имаше најдобар ноќен живот на Балканот. Така. И извизи, не го заборам. Не. Да. Скопје, значи луѓето доаѓаа од Србија да излагаат во Скопје. Кога јас се преселив у Белград, тоа скопскиот живот веќе пропадна. Кина, да. Белград има такви клубови, таква забава, значи не знам како да ти објаснам, теме светлосни години. Нуди. Света и голем е градот, да видиме реално, има многу туристи. Така е. Има туристи што остануваат, преспиваат. Имаш содржина во самиот град, разбираш? Да. Имаш содржина, не е само една золошка да ја имаш. Ти требаат содржини, не се 10 кафича содржина, разбираш? Што ти недостасува во однос со содржините во Скопје? Што знам, тие река, например, голема река многу ми фали. Ми фали голема река да седам поред река. Тие сплавови нивни, што сплавови не, знаеш кога ќе спомнат сплавови, сите мислат Амстердам, народњаци журка, не. Да, А каде да одиш наутро кога стануваш овде во Скопје? Имаш некој такво место
гостенца твоја за кафе и... Да, имам се вика у кисела вода. Добро. Супер е Добро кафичот. Таму седам, од сабајле пијам кафе, па немам време за книга. Добро. Да, обично со другариве да пиеме кафе и тоа ни е. И немаме толку време, значи имам обврски, имам све. Така е. Стига си со мотор и со автомобил и така натаму. Да. Како е да се биде низ Скопските улици со мотор? Не сакаш да знаеш? Не, а? Не сакаш. Немаме култура. Јас сум зборувала со многумина и со моторџи и со луѓе кои што баш го сакаат тој филинг на мотор. Нема, значи мене ми излезе еден Добро. од оние аутлетите што се у аеродром кај крстот. Добро. Значи човекот не излезе десно, Леле. него преку трите траки, преку остров, Леле. за да се вратало натаму. Леле. И добро помина се. Добро, да. Класика е, кога возиш мотор, мораш да знаеш Дека може да ти се случи се. дека сигурно, поготово во Скопје, ќе ти се деси. Така е, да. А со автомобил имаме култура со кола? Нема. Нема си уште, а? Нема. Знаеш, ја не знам не знам како да допрам до луѓето. Меѓутоа, ја разбирам, автошкола, јас сум учел. Така е. Ја разбирам. Биле со никакви врски, подврски, секој ти помогна. Во рете, да, меѓутоа, се знаеше, ти додека не научиш да тргнеш, да застанеш, прва, втора да пришолташ, не излагаш од полигон. Така е. Не излагаш од полигон. Не можеш да Сега, можеш. втор час, го става, усред најголема гужва, прави огромни колони. Колона, така е. Браво си. За таксистите не зборам. Не зборам. Значи тоа е култура, да. Култура на вожња, дали види ја разбирам, и они се по цел ден у кола, нервозни се, напети се. Меѓутоа, Ивеле Градов направи такси станици. Да. Абе, казни го ако застане надвор од тоа. Ме разбираш? На никој од нас не ни е проблем да поодиме 10 метри пешки. На никој. Да бидеме реални. Ние со сопругата, нели, пошто малце прекнаа деца, Добро. нели, а пошто више почнавме да се растекуваме, шминка да ќе ми се растече. Пред крај сме чуеме, ајде. Значи, со сопругата ние, од кога прекнаа деца, многу почнавме да шетаме по европски метрополи. Супер. Значи, ја и она се движиме со јавен превоз. Каде да сте? Каде и да сме, јавен превоз. Да. Али више влеговме Во други теми. у сообраќај, теми Еве, така, да. заокружуваме да не се растичаме скроз, за крај или како заокружување има уште еден тон муабет. Да, ние ако почнеме така. Да, не ги спомнавме ни овие, барем дел овие 70 луѓе ќе почнеме да ги спомнуваме, готово. По име и презиме, готово, 4 емисии ми треба. Да. Само сакам да те прашам. Емисијата се вика Скопје але, као надгром за Скопје. За какво Скопје надгром? Многу се измеша Скопје. Навивам за културно Скопје. Навивам за Скопје кое што секој ќе сака да допринесе дел. Затоа што не е битно дали си ти од Тетово, Гостивар, Струмица, Велес, Штип, Куманово. Значи не е проблем дали си ти од друг град. Значи ја не фрлам ѓубре по улица, не фрлам кеси од хотел со ѓубре, ме разбираш? Едноставно сите сме тука. Не е ова мој град. Ме разбираш? И луѓето што се од надвор од Скопје, ова е нивни град. Они тука живеат, они го дишат истиот воздух. Не е дека они мене ќе ми го испрљаат градот или ќе ми го направат некултурен градот. Многу порелаксирано. Не, ни на мајка ми, ни на татко ми не е градов. Ме разбираш? На сите. Да. Значи, баш така. мислам дека една култура му фали. Она стара скопска култура. Така е. Стара скопска култура, кога сите ќе се грижиме за ова парче асфалт што го имаме овдека. Нема врска дали сме израснати тука или не. Пази, многу скопјани го прават истото. Така е, да. Ама тоа е. Не го изгуби духот Мартин. Чао. Чекај. Не го изгуби Мартин духот на оној Мартин на тој младалашки дух. Знаеш ли сега да се шегуваш само што толку за крај? Некоја шега можеби Да, скопска? не, Вака? скопски шеги не кажувам. Не кажуваш? Сум ги Јавно? заборел, така. Меѓутоа, види, за моите години мислам дека се уште го имам духот. Озбилно.
Така, да. Не може да си такви генерации какви што бевме во Јосип Брос со сите оние шали и За тоа не збориме. Не, за тоа не збориме уопште за Јосип Брос, да. Пред ти благодарам. Ништо, фала и на тебе, фала на сонце, што не послужи Фала денеска. Што се растековме. Да. Фактор стави? Не. Ке ме кара жена ми пак. Дека не сум ставил фактор за сончење. Добре. Ајде, се гледам. Чао. Чао.